Следува уште еден разговор во денешно издание на утринската програма. Секоја среда имаме редовна рубрика Инфо Катастар. Овој пат ќе говориме на тема актуелности од областа на геодезијата и картографијата. Одговорите на нашите прашања утрово ги бараме од Сашо Димески, државен советник за гравиметрија и сателитска геодезија. Ви посакувам пред се добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до гледачите на утринската програма на Македонската радиотелевизија. Ја најавив веќе темата, се надам дека ќе успееме да доближиме до гледачите. На самиот почеток, Димески, што всушност се геодетските референтни мрежи, што значат тие во геодетската пракса? Геодетските референтни мрежи представуваат мрежи од точки стабилизирани на теренот со одредена геометрија, чијшто координати се одредени по најточните можни методи и понатаму истите служат како основа за вршење на сите премерувања за потребите на катастарот на недвижности, просторните единици, државната граница, картографијата, за одредување на силата на земјината тежа, за геодинамички испитувања и така натаму. Воспоставувањето на овие референтни геодетски мрежи, заедно со дефинирањето на државниот координатен систем и картографска проекција, спаѓа во доменот на основните, односно фундаментални геодетски работи. Во изминатиот период, Агенцијата за катастар на недвижности реализираше повеќе проекти од овој домен, пред се од причина што постојните мрежи беа застарени, нефункционални и со проблематична точност. АКАНА, Агенцијата за катастар на недвижности, како надлежна институција, презеде мерки, делумно со сопствени средства, делумно со помош на одредени донатори, успеа во еден краток временски период да воспостави комплетно нови национални геодетски референтни мрежи според најновите меѓународни стандарди. Ги спомнал тука, значи за прв пат се воспоставени активна и пасивна GPS мрежа. Тоа се мрежите кои се поддршка на системите за глобално сателитско позиционирање. Потоа воспоставена е нова нивелманска мрежа од висока точност, нова релативна и апсолутна гравиметриска мрежа и спроведен е детален гравиметриски премер на целата територија на Република Македонија. Со тоа можам да кажам дека нашата држава е првата земја во регионот која што успеа за релативно краток временски период да ги обнови сите национални геодетски референтни мрежи. Она на што последниот период ќе се работи е воспоставување на уште една битна референтна мрежа, тоа е така наречената комбинирана геодетска мрежа, која што покрај за класичните геодетски потреби ќе служи и за следење на геодинамичките поместувања на земјината кора, односно за евентуална предикција на земјодреси. И уште еден проект е актуелен од доменот на основните геодетски работи, тоа е одредувањето на прецизен, така наречениот прецизен геоид за територијата на Република Македонија, битен за прецизно одредување на висини со примена на технологиите за глобално сателитско позиционирање. Неговото одредување е многу комплексна работа и од тие причини Агенцијата за катастар на недвижности планира истиот да го реализира со меѓународна поддршка, поточно со помош на посакувани партнери се Норвешката и Шведската агенција за геодезија, катастар и картографија, со кои што ние имаме одлична соработка. Ќе се надоврзам нова, како е македонската геодетска инфраструктура поврзана со Европа? Поврзувањето на македонските национални референтни мрежи со мрежите од соседните земји и нивното вклопување во европските референтни рамки е еден од стратешките приоритети на Агенцијата за катастар на недвижности. Најголем предизвик во моментов секако е воведувањето во официјална употреба на европскиот координатен систем, така наречениот ETRS 89, кој што е стандард за работење во земјите од Европската Унија, а Република Македонија како земја кандидат за членство во Европската Унија, значи е должна истиот да го имплементира во пракса. Со неговото воведување во пракса ќе се овозможи непречена размена, значи проток на геопросторни податоци на регионално и глобално ниво, што е многу битно при реализацијата на тие регионални паневропски проекти од доменот на инфраструктурата, заштитата на животната средина, кризниот менеджмент, просторното планирање и така натаму. Што се однесува до вклопувањето, поврзувањето на нашите референтни мрежи во европските референтни рамки, веќе, значи,
мрежите за глобално сателитско позиционирање, значи активната и пасивната GPS мрежа, се вклопени и функционираат во Европскиот координатен систем. Гравиметриската мрежа со самото одредување веќе е одредена во актуелниот меѓународен референтен систем, а во моментов се работи на поврзување на нашата нивелманска мрежа од висока точност во Европската обединета нивелманска мрежа. Поврзувањето планирано е да се изврши преку воспоставување на физички нивелмански врски преку националната нивелманска мрежа на Република Бугарија. Сега, зошто Република Бугарија? Затоа што мрежата на оваа држава, наша соседна држава, е единствена која што во моментов е дел од таа европска мрежа. Значи, таа ни е единствена алтернатива во моментов. Овој проект ќе се реализира, значи, во соработка со Бугарската агенција за геодезија, картографија и катастар, и веќе се одвиваат одредени подготвителни активности на тоа поле. Поврзувањето ќе се изврши со успоставување на 3 нивелмански врски, едната од граничниот премин Девебајр до Ќустендил, другата од граничниот премин Делчево до Благоевград и третата од граничниот премин Ново село до Петрич. Сите овие врски се во должина од 25 до 30 километри. Договорно со бугарската страна, значи е договорено стабилизацијата на нивелманските точки и гравиметриските мерења да ги изврши бугарската страна, а самите нивелмански мерења македонската страна. Пресметувањето секоја страна ќе си го изврши засебно, тој начин ќе имаме и своевидна контрола на сето она што е сработено, а секако во пресметувањето заради важноста на ова поврзување ќе бидат вклучени и експерти од катедрите за геодезија при Градежниот факултет во Скопје, како и од Геодетскиот факултет во Софија. Димески, државните граници на Република Македонија се дефинирани, но геодетски се уште се работи на тоа поле. Која е улогата на агенцијата во однос на ова прашање? Согласно законот за надворешни работи, надлежноста за дефинирање на државните граници на Република Македонија, поставувањето и одржувањето на граничните белеги припаѓа на Министерството за надворешни работи. Агенцијата за катастар на недвижности, согласно законот, ги извршува стручните работи поврзани со премер на државната граница и изготвување на современа гранична документација. За Република Македонија може да се каже дека е можеби единствената земја од поранешните југословенски републики, која што ги има неспорно дефинирано границите спрема сите соседни земји. Границите спрема Република Бугарија, Грција и Албанија се дефинирани во времето на поранешна Југославија, а границата спрема Република Србија и Косово, која што по тој период била само административна граница необележена на терен, таа е дефинирана со договорот подпишан помеѓу спогодбата меѓу Република Македонија и тогашната Сојузна Република Југославија во 2001 година, а премерена е и документирана во периодот од 2002 до 2010 година. Значи, состојбата со границите, значи, према Република Србија, границата е премерена, исчистен е појас во широчина од 3 метри лево и 3 метри десно од граничната линија, извршено авионско снимање, изготвена соодветна документација според меѓународните стандарди. По истиот терк, значи, документирана е и границата спрема Република Косово. Во моментов интензивно се работи на вршење на премер на државната граница спрема соседна Република Бугарија и досега можеме да кажем дека премерот е завршен на некаде 2/3 од таа граница, некаде од околу 115 километри, а во завршна фаза е вршењето на премер на преостанатиот дел од околу 60 километри од државната граница. Спрема Република Грција, границата е дефинирана и премерена во периодот во 1987 година, а граничната документација спрема Република Албанија е малку од постар карактер, истата треба да се обнови. Тука агенцијата, значи, ќе работи заедно според програмата и динамиката која што ќе биде утврдена од страна на Министерството за надворешни работи, секако со вклучување на албанската страна. Каква е состојбата со картографијата во Македонија и кои се оние актуелни проекти на кои во моментот се работи? Согласно законот за катастар на недвижности, агенцијата за катастар на недвижности има надлежност за изработка на топографски карти и други картографски производи за територијата на Република
Македонија. Исто така, агенцијата издава овластување на правни лица за изработка на картографски производи и дава согласност за ставање во употреба на тие картографски производи. Нашата агенција со продукција на топографски карти отпочна во 2004 година преку реализацијата на проектот за изработка на основна државна карта за ГИС на Република Македонија, проект кој што беше финансиран од јапонската влада преку Јапонската агенција за меѓународна соработка. Во рамките на овој проект беше извршен трансфер на технологија и знаење за изготвување на топографски карти, беа изработени дигитални топографски карти за некаде околу 55% од територијата на Република Македонија и беше воспоставен ефикасен систем за дистрибуција на тие топографски карти, со оглед дека тие беа изработени за прв пат во дигитална форма. Во минатото, сите топографски карти за Република Македонија, како и за сите останати земји од поранешна Југославија, беа изработувани од страна на Воено-географскиот институт во Белград. Значи, во 2004 ние започнавме за прв пат со собствена продукција на топографски карти. Во досегашниот период, агенцијата успеа да ја комплетира изработката на топографски карти во размер 1:25.000, како и да ги доработи сите поситни размери на топографски карти во размер 1:50.000, 100.000, 200.000 и 1:1.000.000. За 2018 и 2019 година планирано е да се изврши офсет печатење на топографските карти за нашите корисници. Тоа печатење планираме да го извршиме во соработка со Генералната команда за картирање на Република Турција, со која што агенцијата има подпишано меморандум за соработка, така да предвидено е да се отпечати одреден тираж за корисниците накада, меѓутоа и одреден тираж на топографски карти за потребите на армијата на Република Македонија и за Министерството за одбрана. Во делот на картографијата, Агенцијата за катастар на недвижности е активна и на меѓународен план, како членка на одредени меѓународни картографски организации, учествува во изработката на одредени паневропски картографски продукти. Би ги спомнал тука продуктите глобалната карта на Европа во размер 1:1.000.000, регионалната карта на Европа, картата на административни граници на Европа, глобалната карта на светот и други продукти. Тоа се продукти кои што се користат најмногу од страна на Европската комисија, Евростат, други владини и невладини организации во доменот кога се донесуваат одредени политички одлуки за реализација на битни проекти, инфраструктурни проекти од доменот на заштита на животната средина, просторното планирање, кризниот менеджмент и слично. Така, разговорот би сакала да го завршиме со информации за проектот Лидер, кој што е навистина атрактивен, затоа што упаќа и авионско снимање. Што точно представува овој проект? Лидер технологијата како технологија за масовно прибирање на геопросторни податоци во земјите, поразвиените земји, се применува веќе неколку децении. Меѓутоа, на овие простори актуелна е во последните неколку години. Значи, се работи за ласерско скенирање на теренот од воздух, најчесто со примена на авиони или хеликоптери, кои што на себе носат специјални уреди за глобално сателитско позиционирање, инерцијални уреди за одредување на наклонот на леталото за време на летот и ласерски скенер, кој што испреќа сигнали до земјината површина. Тие сигнали повторно се прифаќаат од уредот и со мерење на времето поминато за кое што зракот оди од сензорот, референтната точка на сензор, ласерскиот сензор до земјината површина и назад, прецизно се одредува растојанието, односно висината на секоја точка која што ќе биде снимена на земјината површина. Резултатот од едно вакво ласерско скенирање е облак од геореференцирани точки кои што понатаму се класифицира и од истиот се изработуваат прецизни дигитални модели на теренот. Тие дигитални модели на теренот имаат широка примена во праксата. Најприменувани се во кризниот менеджмент, при превенцијата од поплави. Затоа што се многу згодни за симулирање на поплави. Од симулациите се утврдуваат плавните површини, се врши нивно мапирање и потоа се преземаат мерки за заштита од овие поплави. Има своја примена во просторното планирање, во археологијата, шумарството,
во животната средина, значи широк спектар на апликации на овие производи. Конкретно за проектот кој што агенцијата, значи во моментов го реализира, се работи за норвешка донација во вредност од околу 780.000 евра. И во рамките на овој проект предвидено е да се изврши лазерско скенирање на околу 1/3 од територијата на Република Македонија и секако главен приоритет е даден на подрачјето на градот Скопје заради сите оние случувања што ги имавме со поплавите во изминатиот период. Точноста на лазерското скенирање зависи од густината на точки кои што се емитуваат спрема теренот. За скопското подрачје, значи ние се одлучивме истиот да се скенира со 5 точки на метар квадратен, за преостанатиот дел од државата со 2 точки на метар квадратен. Имплементатори на овој проект се Агенцијата за катастар на недвижности од македонска страна и Норвешката агенција за геодезија, картографија и катастар од другата страна како партнерска институција. Проектот званично е отпочнат во март ова година и треба да трае некаде до 2020 година, со тоа што лазерското скенирање предвидено е да се изврши некаде при крајот на оваа година во месец најверојатно ноември, кога веќе вегетацијата обезлиснува, а исто така нема ни некои значителни количини на снег. Јас верувам дека успеавме темата да ми ја доближиме на гледачите. Ми останува да ви се заблагодарам за дојното време и за разговорот. Ви благодарам и вас на поканата. Нова тема кога станува збор за рубриката Катастар Инфо, веќе наредната среда во рамките на утринската програма се разбира, тука е некаде и крајот на ова денешно издание на Македонија наутро. Благодарност до нашите помагатели, Ксајт Стайлинг и Линија. Новите содржини веќе се подготвуваат, затоа бидете повторно утре заедно со нас, со почеток од 6:45 на првиот канал на Македонската телевизија. Низ утрешното издание ќе ве води секогаш насмеаниот колега Илија Груевски. Убав ден, Македонија!